Здраво гледачи на Екипа подкаст и окей, знам дека се запрашувате Стефан, кај ти е косата? Долга приказна. Као што сите знаете, матурите се во тек, испити, забави, едно друго ти реков ми рече и тоа е една од поголемите причини зошто уствари нас не нема. А од приватна страна на работите ми се деси една многу интересна случка, не толку интересна колку што беше опасна, една случка кај што буквално ми експлодира компјутерот и смејте се колку сакаат, ама најозбилно ви кажувам беше бај сериозно. И еве ви едно кратко клипче како уствари изгледала таа експлозија. Да, само замисли поќе оган, но фала му на Бога се е во ред. Јас сум во ред, ништо нема друго изгорено. Сега дете во моје малце подизгорава, нема гајле. Затоа пазете на секој може да му се деси, сега да не ви го клевам страво, ама тоа е. Океј, чим го расчистивме главното прашање кај сме, да одиме на следното. Шо понатаму? Јас и мојот драг колега одлучивме да го прошириме брендот Екипа. И сега си велите шабрчи, уште трета епизода немат извадено. Чекај, очекувајте нешто што никогаш го немате видено на ова македонска YouTube сцена. И не можам да ви опишам колку со нетрпеливост чекам тој момент да дојде. А за многу кратко, матурските испити ќе завршат, а ние ќе си тараме со исто темпо со подкастој и можам слободно да ви кажам дека нема само да бидеме Екипа подкаст. Ај малку да браншираме на надвор. Да бидеме само Екипа. Но многу нормално немојме само двајца јас и колегата да се нарекуваме Екипа. И затоа имам едно многу интересно прашање кон вас, до гледачите. Снимивме 2 епизоди кои што едноставно не можеме да ги објавиме. Зошто? Недоволно знаење и недоволно искуство во аудио инженеринг. Сега, ова е до вас. Ако има некој заинтересиран за помагање наоколу со едитирање на звук или некој што едноставно сака да проба, има мејл во дескрипција или еве тука ќе оставам и слободно нека пушти мејл. Има пракса во работата, ќе се изгради искуство, ако веќе толку има желба да работи во тоа поле. Мојот ми е ве канам и ве чекам со отворени раце. За крај, сакам да се заблагодарам за сите преубави коментари. Имавме успешен прв месец како нови во ова платформа и според мене, и ако дозволи Бога, ќе ви има во многу поголеми бројки. А фала ви најмногу за тие што останавте до крај. До нареден пат, се полиме.